Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте на првиот синдикален подкаст канал Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а вие ја гледате втората сезона од подкастот посветен на работничките и човековите права, синдикалното делување и граѓанскиот активизам. Денешна тема на разговор е состојбата во образовниот систем, како и проблемите со кои што се соочуваат просветните работници. Наш вечерашен гостин и соговорник е Томислав Гиевски, претседател на Независниот синдикат за образование и наука. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Господине Гиевски, за почеток, може ли да ни кажете повеќе за вашата улога како претседател на Независниот синдикат за образование и наука, што ве натера да се вклучите во синдикалната активност? Приказната за независното синдикално делување започна во 2018 година, кога случајно се собравме една група просветни работници кои што бевме буквално малтретирани од системот, каде што длабоката партизација во секторот образование ни создаде големи проблеми во работното право и така се собравме неформално, решивме дека мораме да се браниме и така ја зачнавме идејата за независното синдикално делување. Покрај потребата за да се штитиме од секојдневните притисоци со кои што се соочувавме во тој период, имавме и желбата да ги промениме работите во секторот образование и наука, затоа што во секторот образование и наука имаме многу застарени работнички права. Имаме работнички права и колективни договори кои што се од 2008 година и се уште не променети. Значи од 2008 до денеска се поминати колку, отприлика 17 години. Значи премногу се застарени работничките права и констатиравме дека единствен начин на кој што можеме да ги подобриме работничките права, единствен начин на кој што можеме да ги заштитиме работниците, да не го поминат она кој што дел од активистите на Независниот синдикат за образование и наука го поминале, е да се организираме, да се здружиме, да се штитиме, да го кренеме гласот и заедно преку организирана форма на действување да ги промениме и работничките права. Тоа беше основната идеја, по тоа и се водиме и тоа и го правиме веќе цели овие години и поради таа причина расте бројот на членови. Синдикатот станува се повеќе препознаен, како што рековте. Колку членови броите? Независниот синдикат за образование и наука во моментов има над 4000 членови. Значи почнавме со една многу мала бројка од околу 50 на луѓе со работа на терен, со решавање на многу спорови, со постојан контакт со колегите, така ја ширевме мрежата. Така, таа бројка од 50 на луѓе стигна до околу 4000 луѓе и допрво ќе расте, затоа што се повеќе колеги се охрабруваат. Значи, кај колегите нема сомнеш дали Независниот синдикат за образование и наука си ја врши работата, они многу го знаат. Проблемот е стравот. Стравот кој што 30 на години се садувал во свеста кај просветните работници, партизацијата, притисоците од родителите, тоа ги предизвикува колегите, ги создава една положба да бидат плашливи, но ние работиме на тоа и ги охрабруваме. Значи, секојдневно се зголема бројот на членови. Се соочуваат со политички влијанија и дали се соочуваат со притисоци од директорите поради членство во некој синдикат? Па во моментов, не само во секторот образование, во сите сектори има владини синдикати кои што имаат една единствена цел да слугуваат на владата, да бидат послушни, да потпишат се што ќе сервираат државните институции, да се скокне барањата на просветните работници, да се скокне моментот, да се прескочи моментот на искажување на револт по одредени прашања и затоа има да се води кампања во последно време, не дека тоа е нешто ново, тоа и претходно било, само што сега е некако на повисоко ниво се случува, тоа е ги тераат работниците им прават одредени форми на притисок да се зачленат во синдикати кои што се под капа на власта. Тие синдикати што се под капа на власта се под капа на секоја власт, без разлика дали ќе биде десна партија, лева партија, партија од центарот, без разлика дали било оваа година или пред 5 години која политичка партија била на власт, да, си има таква навика. За жал некако во секторот образование таа е најмногу влијание имаат политичките партии, затоа најмногу имаат и можности да калкулираат со бројката на членови, на тоа не ни представува проблем. Секој слободумен граѓанин, просветен работник, секој просветен работник кој што на нормален и честен начин си го завршил факултетот и честно си работи работата, нема проблем да се зачлени во Независниот синдикат за образование и наука и со задоволство можам да кажам дека какви форма на притисок да се прави, оние просветни работници кои што се самоуверени, оние просветни работници кои што честно си ја завршуваат работата, поради таа причина немаат никаков страх да го кренат гласот и да бидат членови во Независниот синдикат за образование и наука. Значи,
било каква форма на притисок нас не плаши и нема да не плаши никогаш, затоа што силно веруваме во квалитетот на нашите колеги. Каква е состојбата со платите на просветните работници? Платите на просветните работници се на најниското ниво во Европа, споредено со параметри просечна плата. Ќе тргнеме прво од државите во Балканот, нема да идеме, после ќе се движиме и по на запад. Значи, во сите држави на Балканот, просветните работници добиваат плата, која што почетна плата која што не е пониска од републичкиот просек во нивната држава. Имаме држави кои што имаат пониска, можеби, просечна плата, но просветните работници се многу повисоко платени. Имаат многу повисоки минимални плати и почетните плати на просветните работници се многу повисоки. Дали е тоа Албанија, дали е тоа Косово, Србија, Босна и Херцеговина многу ни бега, Бугарија и Србија да не ни правиме, Бугарија и Грција да не правиме споредба, а веќе Словенија и Хрватска ако отидеме, тоа е веќе навистина голема разлика. Тоа е за Балканскиот полуостров. Единствена држава во Европа која што има пониски примања од просветните работници од Македонија е Молдавија. Сметам дека само Молдавија, другите држави сите, можеби и Украина, за Украина не сум сигурен, за Молдавија сум сигурен. Значи, тоа не става на најниското ниво во споредба со европските држави. Тоа значи дека 30 на години никој буквално не водел грижа да го мотивира просветниот работник. Си имале некакви комбинации со владини синдикати, ветувале многу пред избори, не исполнували, и токму ради таа причина и се создаде независниот синдикат за образование и наука, затоа што констатиравме дека без да ги организираме работниците, без да го кренеме гласот, работниците не треба да очекуваат и нема да се случат промени. Значи, единствениот начин е преку независно синдикално делување, преку кревање на гласот, да се направат промени. Моментално, платата на почетната плата на просветниот работник во основно образование на позиција наставник изнесува околу 37.500 денари, што е длабоко под републичкиот просек, што е длабоко под синдикалната кошничка, например, двајца просветни работници одваќаат наполно синдикалната кошничка за да живеат на едно минимално најниско ниво. Што можеме да сумираме дека платите на просветните работници се екстремно ниски, многу ниски. Успоредба со државите, успоредба со некои други сектори во државата, кои што сметам според мене дека образованието е просветот е многу позначајна, но не е со исто ниво вреднуван трудот на просветните работници. За нас како независен синдикат за образование и наука, нормална плата е онаа плата која што просветниот работник кој ќе добие, ќе може да ги задоволи основните човекови потреби. Да ги плати сметките, да се прехрани, да купи облека, да може да си купи автомобил и да може да го реши стамбеното прашање. Ние сме далеку со оваа плата, во секторот образование сме далеку од она што представува пристоен живот и она што го имаат нашите колеги во останатите држави во Европа, па и во останатите и во државите на Балканскиот полуостров. И затоа ние како независен синдикат за образование и наука, без разлика на притисоци, укажувања, партиски кампањи, секакви видови на форми на укажување дека ние сме премногу платени или дека тоа не е плата, проблеми со родители кои што ги имаме, кои што подоцна ќе ги напоменеме, ние не отстапуваме од нашето барање за достоинствена плата и пристојни работнички права преку пристојни колективни договори. Ке можеме да излеземе јавно и да кажеме дека просветните работници во Македонија зимаат пристојна плата, кога тоа ќе го кажат колегите, дека се задоволни од платите, дека нивните плати се ги задоволуваат основните човекови потреби и кога ќе можеме со задоволство да кажеме дека просветниот работник во Македонија е во средно висока класа, бидејќи се школувал, бидејќи се посветил на образованието и на науката, и многу едноставно затоа што му го довериле да го чува најмилото на луѓето, тоа е детето. Так. Значи, додека тие работи не се задоволат, ние не треба ни да очекуваме дека ќе имаме квалитетно образование, затоа што приказната е многу едноставна. Најакиот фудбалер да го земете да го донесете у македонска четврта лига, ако му ги дадете тие лоши услови, тој нема да биде толку квалитетен. Значи, мотивацијата директно влијае од работничките права, од степенот на вреднување на трудот, а кај нас степенот на вреднување на трудот е многу нисок. Поразително е за едно општество просветните работници да земаат
толку ниски плати. Но што е со најавувањето на владата, односно МОН, покачување на платите на просветните работници за 12% во март годинава? Најавите за зголемување на платата на просветните работници за 12,7%. Онолку колку што е предвидено во општиот колективен договор не се случи. Владата преку владиниот синдикат направи една претумбација да го скокне општиот колективен договор, затоа и ќе го осетат револтот од работниците, затоа ние веќе од брзо време излегуваме на протести. Јавноста ќе биде запознаена, а после тоа може да покренеме и правни постапки, бидејќи оваа година владата обезбеди само 7% раст на платите во секторот образование. Согласно општиот колективен договор, платите во сите делови во јавниот сектор мора да се зголема за 12,7%. И онаму каде што има нормални синдикати веќе ќе се покренуваат постапки, ќе водат таа војна до крај, но кај нас го заобиколија тоа, благодарение на поброен синдикат во секторот образование кој што потпиша спогодба за 7% и ги ја скокна врската од 12,7%. Тоа создаде голем револт кај колегите и кај оние колеги кои што немаат врска спрема ниту една политичка партија, према оние колеги кои што честно си го заработуваат левот и честно го имаат завршено факултетот и честно си ја работат работата. Да, со нив ќе окренеме гласот, бидејќи тоа се членови на независниот синдикат за образование и наука и ќе кажеме на целата јавност дека ова што се прави не е фер. Значи не се слуша гласот воопшто на вработените во образованието? Гласот на вработените во секторот образование не се слуша, затоа што просветните работници бараат нивниот труд да биде вреднуван. Просветните работници бараат да се почитува колективниот договор во секторот образование. Јавноста мора да знае. Бидејќи сите политичари, полно им е устата со најави дека ќе го почитуваат колективниот договор, од опозиција, од власт не го почитуваат колективниот договор. Во колективниот договор во секторот образование е јасно наведено, а тоа значи дека степенот на сложеност на работно место, наставник во основно образование е 2,5,03. Тој се множи со најниската плата за најнизок степен на сложеност во јавниот сектор. Што прават? Власта, МОН и државниот синдикат утврдуваат дека најниска плата за најнизок степен на сложеност во јавниот сектор е 15.000 денари. Со 15.000 денари ја множат по 2,5 коефициент, јас добивам плата од 37.000 денари. Тука се изигрува законот. Во културата и науката јасно е наведено минимална плата по коефициент. Тоа го бараме ние, тоа го зборат сите политичари дека се опозиција, никој од политичарите не ќе да го спроведе. Но им е лесно затоа што имаат владен синдикат кој што потпишува се. За најавноста да биде попластично објаснето. Тоа е исто. Како јас да се договорам со тебе, пример, дека ќе го откупам твојот автомобил за 3.000 евра во денарска противредност и јас да ти речам 3.000 по 40 100, колку му даѓа сега, слаб сум математика, да не ни пробувам. Значи, еврото да го рачунаме за 40 денари, тоа ни прават нас. Најниската плата во државата ни ја рачунаат за 1/3 пониско, а со тој 1/3 ни е платата намалена во секторот образование и тоа се повторува веќе 10 пати. Сега се случи 10-та спогодба поред, каде што за коефициент 1 за работно место општ работник се утврдува плата од 15.000 денари. За наставник се утврдува 15.000 по 2,5 коефициент и така се изигрува законот за просветните работници да не добијат плата која што би била пристојна и затоа ние како независен синдикат за образование и наука нема да се помириме и нема да застанеме со тестување додека не обезбедиме пристојна плата која што нема да биде пониска од републичкиот просек во државата. Неверојатно тоа колегите и го препознаваат, истапуваат ли воопшто тој синдикат? И ја препознаваат ли вашата борба? Нашата борба ја препознаваат колегите, тука немаат сомнеж, стравот ги кочи, партизацијата ги кочи, влијанието на директорите ги кочи. Работиме на тоа да го надминеме стравот. По однос на слободата на синдикално делување има проблем во делот на одчленување, значи државниот апарат е ставен во функција на овие владени синдикати, кој што не им дозволува на работниците да се одчленат. Значи, кај нас со независниот синдикат за образование си имаат одчленети луѓе, фала Богу не се многу, драго ми е што не сме разочарале многу луѓе, може некои се одчлениле ради партиски функции, ради лични интереси, некој интерес да збркаат, ги разбираме, тоа е нивно право, ние ќе се бориме, не се откажуваме,
Мала е бројката на луѓе, но кај независниот синдикат за образование и наука пуштаат мејл и велат не сакам да бидам член и устиот ден го известувам училиштето и го оченуваме. Ги оченуваме веднаш затоа што не сакаме никого да држиме со сила. Тоа е вештачки некого да го држи со сила, некој што не сака да биде во организацијата. Спротивно на нашиот начин либерален, демократски, идеолошки, другиот синдикат во секторот образование прво ги оценуваат за трансформација на работен однос. Вели дека нема да го трансформираме работниот однос затоа што имаат корелација нели со директори, со власт, со сите тие работи, во општинската комисија за трансформација на работен однос вели нема да ти подпишеме. Значи прво прават уцени и затоа се власта може да ги оцени по секогаш било време ако го кренат гласот, ние по друга страна не можат ништо да не уценат затоа што често и законски си работиме, работат и затоа не се плашиме да го кренеме гласот. Втора работа е на пример кога работник сака да се очлени, има проблем, велат од моментот од кога сакаш ти да се очлениш, треба да најавиш 3 години напред, па ние после ќе го разгледаме твоето барање, па после 3 години ќе те очлениме. Тоа е незаконски, тоа е спротивно на уставот на Република Македонија, спротивно на законот на работните односи. Но они решиле да го кршат уставот и законот и тука тргаме на страна. Нивно право си има систем на санкции. Но проблемот е уште поголем. Кога работникот ќе пријави во трудов инспекторат, дел од трудовите инспектори, поголемиот дел од трудовите инспектори, не сакаат да преземат мерки. Другите институции не сакаат, така нема да го средиме системот. Да. Можеме колку сакаме ние да збориме на телевизија дека системот ќе се средува, не. Системот, ние можеме да кажеме она што го гледаме. Од она што јас во моментот, како претседател на независниот синдикат за образование, работиме, действуваме и го гледаме. Но, за жал, покрај големиот број на трагедии што се случи во Македонија, ние како независен синдикат за образование и наука донесовме одлука, можеби жал ми е што не ја направивме порано. Од овој момент, веќе од претходната недела, решивме дека сите решенија кои што се надвор од здравиот разум или одбегнување на одговорност на институциите, ние јавно ќе ги објавуваме. Јавно ќе ги објавуваме, нека знаат тие луѓе, нека се потат кога кидат на пазар, нека се потат кога кидат на доктор, во полиција, во училиште кога ќе дојдат дека донеле одлука против просветен работник кога му биле погазени работничките права, затоа што оваа држава мора да биде. Мора да не биде затоа што ова не води никаде, од проста причина што сите збориме за корупција, а најголемиот дел, оние кои што имаат најголема одговорност за да ги решат работите, одбегнуваат. Значи одбегнуваат да донесат одлука, а земаат плата за тоа. Одбегнуваат да санкционираат, а земаат плата за тоа, така да ние решивме веќе порадикално да пристапиме кон корупцијата. За жал, требаше многу порано да го направиме тоа, но велам никогаш не е доцна. Така да веќе имаме план и јавно да ги обзнајуваме, да ги информираме, јавноста да информираме за сите решенија што ги донеле инспектори и нормално ќе ги фалиме добрите случаи, затоа што имаме идентични случаи каде што еден инспектор кој што не е под влијание на корупцијата и на политичките партии си носи нормално решение за ист идентичен случај, другиот носи така нешто блага форма, нешто без никаков заклучок. И на крајот на денот не сака да сноси одговорност, за да не се замери со центрите на моќ, ќе мора да се замери ако сака да работат на тие места. И нормално ги фалиме добрите примери, затоа што тие се тие што треба да ги издигаме во општеството, да ни бидат репер за тоа како треба оваа држава да функционира. Јас нема да се водам по народната дека сите се корумпирани во системот, не има квалитетни луѓе, има и неквалитетни луѓе. Затоа ги фалиме квалитетните, оние што си работат по закон, но и дебело ги критикуваме оние кои што не работат по закон. И на крајот на денот не може една институција во државата да носи за идентични случаи две различни. Нека ни кажат ова е вака или вака е законски. Затоа малцина им направиме притисок да почнат да размислуваат и тие што се честни да продолжат да работат, честни тие што се корумпирани да стават прст на чело дека корупцијата е двостранна, значи кога ја прават може ни да ги стигне. Така, кои се останатите проблеми и предизвици со кои што се соочуваат просветните работници? Не знам ја од каде би почнал кога станува збор за проблеми во секторот образование. Вработените во секторот образование. Прво им е скратено правата, им е скратено нормална трансформација на работниот однос. Ако доктор после година-две добива трансформација на работен однос, полицаец после поминување на приправнички добива, администрација после 2-3 години, образование имаме луѓе кои што работат по 10 години нема трансформација на работниот однос.
Во просек во образование човек добива трансформација на работен однос после 5 години. Тука тој проблем со колективниот договор што го имаме и од тука е и она несигурност на просветните работници затоа што поголем временски период ги ставаат во чекалната, поголем временски период се под влијание на притисоците од политичките партии, а и јавност е добро запознаена дека колку што во секторот образование има партиски реваншизам на промена на просветни работници, значи тоа е нешто најдолно што може да се случи во африканските држави такво нешто не може да сретнеме, да менуваат наставници по промена на локална власт. Ние против тоа се бориме. Против тоа се бориме и успеавме многу луѓе да заштитиме. Проблемот е кај просветните работници што имаме ние механизми да ги штитиме, ама тие не бараат помош. Бараат помош од кога им се случи действото, тоа ќе веќе одстан. А инаку да, само оваа година па едно 20 на колеги ги вративме на работа. Буквално онака иштимувани конкурси, нестручен кадар се прима, ги на колегите не им продолжуваат што работеле 2, 3, 4 години, успеавме доста колеги да вратиме, затоа што пак ќе кажам има луѓе во системот кои што честно си работат и само добиваме повици, добиваме решенија за добиени правни битки, тоа мене ме охрабрува, а од друга страна па тоа му дава сила на синдикатот, затоа што верувајте една одлично искуство ќе кажам дека има луѓе кои што сме добиле правни битки кои што се лојални на организацијата премногу. Значи таква лојалност немаат политичарите во нивните политички партии. Таа може би некој во некоја форма на интерес, ама кај нас независниот синдикат токму ради таа работа. Затоа што има луѓе што били избркани, сме ги вратили на работа и тие се многу лојални. Учествуваат на протести, учествуваат во градење на синдикатот, учествуваат со идеи, значи спремни се и собствена жртва да дадат за синдикатот. И тоа мене ме охрабрува дека сме на добар пат. Колку партиските вработувања влијаат на квалитетот на образованието? Партиските вработувања го екстремно многу го намалуваат квалитетот во образованието. Ние во Македонија имаме случаи каде што во неколку општини, фала Богу малце се, во неколку општини каде што буквално повеќе од 50% од вработените не се стручни. Значи завршил економски, го стеле физичко да предава. Тој физичко го стеле да предава информатика, завршил средно физика му даде да предава, значи за жал имаме такви случаи во неколку општини. Имаме ситуации каде што работници биле партиски активни, се сменили локалната власт, ќе истуркаат некого на улица за да дојдат да му земат работното место. Прво тука немам елан во работата кога со туѓа несреќа до некој дошол да гради собствена среќа, не може да изгради собствена среќа, карма ќе го стигне, ќе има негативна енергија во самата работна атмосфера и од тука се што е партиско, според мене, е неквалитетно. Неквалитетно е затоа што не може просветен работник, кој што треба да креира критичка мисла, да биде зависен од политичка партија. За жал, повторувам, за жал ги има многу кај нас во секторот образование. Да. Не се мнозинство, не се ни четвртина, не се ни 10% такви, ама да, проблем се. И ние ќе се бориме против тоа. Ама не се бориме против колегите, туку се бориме со покажување на нормални вредности. Да им покажеме луѓе, ова се нормални вредности, не е нормална вредност директор училиште да иде по врати и да носи памфлети за политички партии. Зошто е тоа проблем? Тоа е сериозен проблем од проста причина, затоа што на тој родител, кога директорот или наставникот ќе му однесе мајца, капче, пенкалце од политичка партија, од една, друга, црвена, плава, жолта, ќе му однесе на врата, тој после тоа си го врза у крпче дека му е должен цело време да му заврши услуги. Да му го штити детето ако е немирно, да му поправа оценки, да прави притисоци. Така здрав систем не можеме ние да изградиме. Образование мора под итно, како што има закон во полиција, дека полициските активисти не смеат да бидат партиски активни, мора да се донесе закон дека и просветните работници не смеат да бидат. Не смеат да учествуваат на партиски собери, не смеат да бидат носители на партиски функции. Значи, едноставно, политиката не смее да стапне од оградата во училиштето, не смее да помисли партиската чизма да стапне. Така ќе изградиме здраво општество. Против тоа и се бориме, рачунете, ние кога се бориме како независен синдикат, единствена организација која се бори против тие вредности, се бориме против сите партии. Затоа што во моментот сите партии го промовираат, го сакаат тоа.
кој е посилен, кој е послаб, без разлика, никој не сака да направи департизација. Само ние како независен синдикат, и затоа имаме многу непријатели, затоа долго ќе трае оваа битка. Ама ние нема да се откажеме и на крај на ќе победиме, затоа што успеале да победат сите просветни работници во цела Европа. Може би последни ќе победиме, но ќе победиме, затоа што не може ние да бидеме единствена држава во светот, во Европа, во светот сигурно има и во некои други држави вакви системи, каде што по партиски клjuč се носат образовни политики, тоа не сме така. Фала Богу постоиме како синдикат, фала Богу ќе продолжиме да го креваме гласот. Да, факт е дека кога ќе се охрабрат колегите ќе имаме поголем прогрес и поголем успех во тоа што го постигаме, но и за сега сум задоволен со самото тоа што имаме помогнато на многу колеги кои што биле газени од партиска чизма и ние сме успеале да ги спасиме. Кои се недостатоците на нашиот образовен систем и проблемите? Па недостатоците во нашиот образовен систем е тоа што прво немаме квалитетна инфраструктура, немаме многу нагледни средства. Нас ни треба за пристојни услови. Фала Богу има добри училишта, добро средени, добро скоцкање, нема малце се. Јас како претседател на независниот синдикат за образование и наука сум имал можност повеќе да ги шетам руралните средини. Чудна појава, ама во руралните средини колегите се похрабри. Работат во полоши услови, ама се похрабри да го кренат гласот. Имаат помалку ученици, се соочуваат со проблеми со помош ученици, ама се похрабри за разлика од колегите од градските средини, не ми е јасно поради која причина. Но условите се навистина. Условите се, верувајте, навистина лоши. Значи јас секогаш сум ги пофалувал работодавачите кај што се гледа дека вложуваат труд, ама тоа е стара градба. Оние средувале, ја кителе, ја праеле, ама тоалетите се застарени. Санитарните чворови се застарени. Значи имаме проблеми, тие деца заслужуваат да имаат исти услови како што учат и децата во центарските училишта. Мора да ги имаат истите услови. Тоа е една во нормални држави, тоа е многу добро регулирано, значи мора да има исти услови во сите училишта. Има училишта по 100 години што се. Да, тие се чисти, подсредувани се, подзакречени, само тоа е стара градба. Тоа мора да инвестира државата повеќе во градење на подобра инфраструктура. Значи тоа е еден од основните проблеми кои мора да се реши. Мора да имаме посовремени нагледни средства. Има училишта кои што користат карти, ја како наставник по географија сум заприметил карти од Југославија се користат. Значи навистина се менуваат информациите, нови држави настануваат. Нема лектири доволно, па си ги менуваат. И тоа е исто така како сериозен проблем. Значи навистина имаме проблеми. Сега јас од синдикален аспект, од образовен аспект, да, сме имале проблеми кога се правеле и сме укревале гласот кога се правеле експериментални концепции, например, многу бевме гласни во минатото кога се носеше концепцијата, кога цела јавност беше против. И покрај тоа што беше цела јавност против таа концепција, само независниот синдикат за образование излезе на улица и ни протестираше. Цела јавност збореше дека не чини, сите институти се јавија дека не чини против концепцијата на министерката Мила Царовска. Сите пуштаа соопштенија, сите здруженија на наставници реагираа, сите факултети реагираа, ама само реагираа. Само независниот синдикат за образование и наука, онака достоинствено како што треба, како што доликува, излеговме на протест неколку пати и кажавме револт дека го изразивме револтот и покрај тоа што и тогаш имаше притисоци како и сега, ама ние не се плашиме од тоа. Скоро секоја учебна година мислам дека проблем е и недостатокот на учебници. Како ова влијае на образовниот процес? Недостатокот на учебници е многу сериозен проблем. Според мене и според многу колеги, учебникот е едно од основните алатки за работа. Тоа исто како докторот да нема завој газа. Тоа исто како забарот да нема, не знам, материјал за пломбирање. Тоа е исто како возачот да се гориво кога нема. Значи, за мене тоа е една основна алатка, затоа што тоа ми е патоказ водич кон наставниот час и ми помага како да се водам кон наставата. Да, точно е дека има колеги, има експерти кои што велат дека учебниците не се значајни, дека не се најосновното средство. Според мене се едно од основно средство и треба да го има. Не на сите часови користиме учебници, не на сите часови ни е потребен учебникот, но тој мора да го има. И на крајот на денот е законска обврска да го има. Едно од работите кои што движат кон подобро, едно од ретките работи кои што движат кон подобро во последно време тоа што да многу поефикасно се снабдуваат
училиштата со учебници за споредба со претходните години, да кажам, кога фалеа учебници скоро по сите предмети. Значи тука имаме еден исчехор, дали е перфектно, не е перфектно, дали треба да биде перфектно, треба да биде, затоа што родителите се даночни обврзници, затоа што тие плаќаат данок и државата мора да им го сервира тоа што за кое што платиле. Тука сум оптимист. Од ретко во кои полиња можам да кажам дека сум оптимист и ќе имаме тешка борба да ги решиме, имам во ова сум оптимист, во ова поле со учебниците дека сметам дека во брзо време ќе се надмине тој проблем. Мислам дека ќе се согласите дека голем проблем е критериумот за оценување на учениците, дека е многу понизок за разлика од порано и никако и учениците се повеќе се фокусираат на оценката, не на знаењето. Па како е вашиот коментар, може ли ова да се промени и дали одговорноста ја гледате и кај наставниците и професорите кои што на некој начин дозволиле тоа да се случува? Имаме направено многу добри истражувања и анализи за кои што дефинитивно ќе ни треба уште сила да направиме како синдикат за да можеме ги сервираме, затоа што нема интерес во моментов да се слушнат од страна на Министерството за образование и наука за тоа како да го подобриме оценувањето. Директен проблем за оценувањето, може би нелогично ќе им звучи на многу луѓе, но ќе се пробам пластично да го објаснам, е партизацијата. Зашто партизацијата? Партиски активисти, партиски директори, градоначалници во многу наврати притискаат за оценки. Што значи тоа? Се јавуваат по наставници, ги притискаат, мора на ова дете да му се пише, мора на ова дете да му се пише оценка. И ти кога ќе потпаднеш под притисок, фала Богу, па и многу луѓе во последно време, како ги охрабруваме, не паѓаат под притисок. Градоначалник се мој гајле. Значи тоа се активистите на Независниот синдикат за образование и наука. Не се сите активисти на Независниот синдикат за образование и наука, и тука и страв постои кај дел од колегите и тие потпаѓаат под притисоци. Секој ќе потпадне под притисок на градоначалникот, близок внук, дете таму, на некој си партиски активист од трети ешалон, ќе поправи оценка на тоа дете, почина да поправи оценки на другите. Осеќа некако како морална тежина, се ќе рече, овие беа 5 души за тројка, но му ставивме 5 на овај ќе им зголеми оценки. Тука настанува тој проблем, затоа што ти кога ќе ги нарушиш критериумите еднаш, после осеќаш некоја грижа за одговорност кон другите, затоа што што се ова дете ќе исплива затоа што имало врски фатило со преку директор, преку партиски активист. Овие деца што немаат никој или што имаат чисти. И некако оправдување е тоа оценката да се запише во средното која сака, оценката да се запише на факултет кој сака. Па тука е сериозен проблем затоа што се нарушува поентата на оценувањето. Поентата на оценувањето е за да биде само свесно детето, да биде само свесен родител колку неговото дете научило и зашто неговото дете го бива. Да. Замислите си сега на некој дете кој што не е свесно дека не му иде математика и ние петка пиши му и тој веќе му иде ликовно, му иде музичко, географија е добар. И со тој место да биде свесен дека чекај географија имам подобри оценки, ќе идам географија ќе учам, нешто општествени науки, природни науки, општествени науки ќе учам. Нема да се насочаме географијата ми иде на некои дисциплини географски ќе се запишам, историја ми иде на некои општествени дисциплини ќе се префелам, ама тој добил 5 да речеме што не ја заслужил, а може да се улета на машински да си го заглави животот. Да рече, чекај овде, ја не можам да се снајдам, сепак не ми дело математика. Тоа е поентата на оценување. И проблем е и просекот, бидејќи се бара просек и имаме предмети кои што тие мора да ги учат и ако се наруши просекот не може да се запише на тоа што сака. Точно, да, битен е просекот при запишување на... И мора по секој предмет да има добра оценка, да речеме, за да може да влезе. Па вештачки пробува, да, притисоци. Јас сум постојано контакт. Еви денеска имавме пријава од родител кој што дошол на нас наставничка, наш активист, член на синдикатот, да и прави притисок за оценки и ние сме, повторно ќе кажам, единствен синдикат кој што и покренуваме постапки против родителите. Ги преводуваме полиција ако претераат, ги преводуваме просветен инспекторат, само што ги се осмелат, затоа што барањето на оценка треба да се постави на ниво на подкуп, на корупција. Затоа што барање да побараш оценка за ученик,
уште не е перцепцијата, значи уште не е можеби сега ова што го зборам ќе стане реално за неколку години, но сега можеби за многу луѓе ќе испадне смешно, но јас сум должен да го кажам затоа што ние секогаш ги гледаме работите како да биде држава и како да бидеме неколку чекори пред креање на солидно општество. Тоа исто како да бараш на полицаец да не преземе мерки, да речеме да види кривично дело, да му речеш не презимај. Тоа исто како на доктор да му речеш не оперира или различна дијагноза. Да речеме одредено лице е болно од одредена болест и ти да му речеш на доктор да пише му друга дијагноза. Што е исто како ти оценка бараш. Тука имаме тежок прекршок кој што треба да се префали под кривичен. Која не беше идејата да се надополнам за онаа анализа што ја направивме? Значи, ние како независен синдикат за образование јавно збориме и бараме и ќе го постигнеме тоа, ја ветувам на јавноста. Мора да се смета за кривично дело притисок врз наставник. Затоа што кривично дело е притисок врз полицаец, мора да биде кривично дело и притисок врз наставник. Без разлика дали си го навредил или само си му побарал оценка. Затоа што замислете си јас да му побарам на пожарникарот, да не излезе на терен да гаси пожар. Да му побарам на хирургот да не оперира. Да не постапи согласно описот и пописот на работното место. Нас, согласно опис и попис на работно место, ние објективно да ги оцениме децата. Кога ти ми ја попречуваш објективноста, ти правиш тежок прекршок. Тој прекршок мора да се санкционира. Мора во законите да има јасни, поголеми санкции врз родители. Родителот, значи кога сме на улица, ваши граѓанско право. Ако ме сретнат на улица, може граѓанско право има полицијата да се грижи. Но кога родителот ќе пречекори во училиште, тој за најмало возвишување на тон, за најмала навреда мора 10-кратно да одговара. Затоа што на било кое друго работно место, да му влезеш на работникот позади шалтер, може да стрпат у затвор. Да му влезеш на полицајецот позади шалтер или во полициска станица, да му се дереш и стават лисици одма. Тука фалат закони. Тука ние реагиравме, значи тука ќе се решат многу проблеми. Ние лоцираме огромен притисок кај од страна на родители, од страна на раководни органи, од страна на општинска власт, врз просветни работници, врз наставници и од тука и го детектираме изворот на необјективното оценување. Затоа што ќе повторам, ако подклекне одреден просветен работник под укажување на директорот, тој више го нарушува објективното оценување, после тоа може да става оценки. На крајот на денот, зашто патувите деца да бидат ова ќе се снајде ова детево што е на партиската активиста, други не, тука се нарушува. Секој ќе го вратиме ние системот, ќе го вратиме системот затоа што се повеќе колеги се охрабруваат. Би требаше многу време, 30 години да изградиме нормален систем, ама тргаме кон тоа во секторот образование зборам, да изградиме здрави особи, здрави просветни работници, храбри, силни кои што не подлегнуваат под притисоци, не подлегнуваат под закани уцени по било кој основ. И нормално, треба поддршка од просветниот инспекторат. Треба поддршка од Министерството за образование и наука. На наша страна да биде на крајот на денот. Да ги санкционира родителите, да има обезбедување во секој училиште, да има полицаец во секој училиште, затоа што тоа се простори кај што движат многу луѓе и да се намали притисокот, затоа што нема да се ако има обезбедување, ако има полицаец во училиште, нема да се да прави притисок. И најбитно, првиот директор што ќе го фатат дека бара оценки да го разрешат. Ќе се обезбедуваме докази. Да не се осмели. Значи кога ќе почнат да ги разрешуваат заради барање на оценки, да видите како тогаш ќе почнат кога им се јавуваат на нив активисти, пријатели, роднини, аве поплацен ќе чаа, извини. Затоа што тука е кај што има санкции, има механизам како да се справиме. Бидејќи нема санкции се уште квалитетни, тоа тешко се докажува. Значи, и покрај тоа што тешко се докажува, ние покренуваме постапки и покренуваме за да им укажеме дека да им се плаче. Споменавте дека има и нестручен кадар во образованието. Па, води ли тоа кон квалитетен образовен систем посветен на едукација, насочување и поддршка на учениците? Должна почит спрема сите колеги кои што работат во секторот образование. За жал имаме региони во Македонија во кои што
соодветен кадар не може да се најде. Тоа се региони кај што нема наставник по физика, по географија нема. И кој ќе се јави најавен одглас некој што го нема завршено факултетот или има некоја слична наука историја, ќе му дадат да предава. Не, факт е дека не може да извади толкав квалитет, тоа исто како мене ми дадат да возам автобус во ЈСП. Можеби ќе движи автобусот, ама не сум ја возач. Можеби некоја сродна наука би можел да ја работам, ама не можам да извадам толкав квалитет за колку за она што сум се посветувал и учел. И тука, за жал, миграцијата си го направила своето со целуваат одредени региони, не можеме да најдеме соодветен кадар. Има проблеми во училишта, каде што најавено глас се јавуваат соодветен кадар, каде што темпираат несоодветниот достојан работа. Тоа е сериозен проблем. Тоа е сериозен проблем, има неколку општини кај што постојано реагираме, постојано покренуваме правни постапки, па дури има притисоци од општините, но не им се плашиме. Колку заостануваме во развојот на образовниот систем и во подобрување на статусот на вработените во образование во однос на другите земји? Премногу заостануваме затоа што ја нема општествената грижа кон од страна на чинители во секторот образование кон значењето во секторот образование. Значи секторот образование во многу држави се смета за за најбитен столб, нешто што произведува останати дејности, нешто за кое што е прво примерно на врв на пирамидата па се иде надоле. Кај нас има огромна негрижа од страна на раководни органи за секторот образование. Сега ќе ви напоменам еден свеж пример од пред неколку денови за огромна негрижа поврзана со синдикалното делување, за негрижа од страна на раководни органи. Имено, станува збор за училиштето Васил Главинов во Велес. Во училиштето Васил Главинов во Велес им е укажано на просветните работници дека треба да се зачленат во државниот синдикат. Насока од некој моќник таму им кажал, колегите викаат извинете, не одиме во тој синдикат. Му се прави притисок на раководното лице. Мораш да ги зачиниш во тој синдикат. Не знам сега, таму по високи кругови на градење на политика, не успева да ги зачини колегите во тој синдикат и му кажува и си ги зима по автоматизам си ги префрла. Значи, тоа е прво, ставен си на висока функција како работодавач, како директор во училиштето, ставен си на висока функција да менаџираш со тоа училиште и ти ги показуваш прво колегите со кои што го вадиш лебот, задоволуваш туѓи хирови, постапуваш по одредени укажувања за одредени центри на политичка моќ и кршиш закони, ќе бидеш тужен, ќе ти се свртат сите колеги, значи директно ја нарушуваш синергијата во училиштето заради за да задоволиш на некој таму што ти наредил. Такви луѓе немаат ни грам совест ни грижа. Ние ќе го победиме тој систем. Ама проблемот е што има луѓе што се дрзнуваат да се стават во таква работа, да мораме да тужиме, да мораме да окреваме гласот и на крајот на денот да мораме да ги вознемири колегите до тој степен за да не може да се извршат работата. Имаме огромен број на добиени тужби, имаме огромен број на добиени преставки, имаме ситуации кај што свесно го кршат законот, свесни се дека ќе изгубат на суд, само за да задоволат одредени лични потреби или укажувања од страна на други центри. Такво нешто не можеме да сретнеме во нормални држави. Работодавач, центар на политичар или било кој, свесно да го погазува, да ги погазува работничките права, да прави незаконие во секторот образование. По цена на тоа да биде тужен. По цена на тоа да го скрши просветниот работник, да не може да се работи работа, такво нешто нема да сретнете во нормални држави. И тоа е проблемот и ние со тоа се бориме. Тешка ќе биде борбата, но ќе добиеме. Што може да премениме од другите образовни системи? Другите образовни системи прво што би прекопирале е департизација. Ма нема теорија од Хрватска нагоре да отидете некој да му сосмени на просветен работник, да му рече мораш од тој синдикат, мораш од тоа парти. Ма нема теорија такво нешто. Значи се знае во образование идат луѓе кои што ја креираат, ја создаваат критичката мисла. Кога велам критичка мисла, не мислам на опозиција. Мислам на критичка маса која што не е поврзана со ниту една политичка партија, која што е коректор, укажува на одредени насоки на која што се движи државата. Со такво нешто се гради нормална држава и со такво нешто се градат нормални вредности во општеството.
Дали сме блиску кон тоа, па со развојот на независниот синдикат за образование и наука можам да кажам дека таа вредност ја втемелуваме. Ако претходно било застапена со 1%, сега со повеќе со 10% имаме критичка мисла кај просветните работници и ќе продолжиме да работиме и тој ќе го копираме. Ние во суштина за да создадеме здрав образовен систем, можеби имаме и најлесната работа затоа што ние треба да копираме. Како тоа го направиле во над 50 на 100 држави во светот. Можеби имаме најлесно, можеби му било тешко на финците да измислуваат пред 30-40 години како да направиме здраво образование. Можеби на хрватите им било тешко пред 25-30 години, па и они можеби копирале, сигурно копирале и они. Па нас не најлесно, значи мораме ние да копираме од нашите соседи, од поразвиените држави, ако копираме се тие први работи. Значи да го вредуваме трудот на просветните работници, да обезбедиме нормални работнички права, да се санкционираат родителите. Замислите си вие во пак и нема да далеко во Словенија. Родител да влезе како шериф и да рече ти на ова дете ќе му пишеш и да му мафта со прстот. Па нема го закопчуваат, го носат до станица, како тоа. Кој е тој што ќе се осмели такво нешто направи? Тоа знае дека има тешки санкции. Тоа го бараме ние. Ама моментално тоа сите го знаат дека во нашите државни институции го знаат дека така. Ама ајде за миру куќа, па некој ќе завлезе некој наш активист, па како ќе му објасниме, па така е со години. Не можеме така систем да смениме. Така не ја бива работа. Мораме ние да стегнеме тупаница, да им кажеме на луѓето дека образованието, школото е еден свет храм, каде што се образуваат децата, каде што се градат нормални вредности. Кој дете ќе има репер во животот, ако го гледа неговиот родител како го кара наставникот и како му бара оценки. Така ќе се научи да функционира цел живот. Да. Па затоа и сме до тука до некаде. Епа, ние се спротивуваме на тоа. Затоа не сакаат, затоа имаме многу непријатели, но ќе се бориме со сите. Битно е активистите, членовите на независниот синдикат, сите здраворазумски, сите охрабрени, сите непартиски, сите партиски, независни просветни работници да ги издружиме и заедно да кренеме гласот и тоа е нашата мисија. Слушнате ли се вашите барања од институциите? Во секторот образование во последниве 20 години, во последниве 17 години немало никакви новитети по однос на работничките права. Имаме раст на платата, кој што не го прати растот на просечната плата. Значи растеле платите секаде, растеле и кај нас платите, ама просечната плата растела побрзо отколку што растела плата во секторот образование. Сите сфери останати, добивале нови работнички права, се адаптирале, кај нас 17 години ниту едно работничко право не е постигнато. Единствено нешто што е постигнато, благодарение на независниот синдикат за образование и наука, и тоа е многу малку. Значи јас нема да се расфрлам да кажам ние што постигнаме, не многу малку цена постигнато, ама единствено само независниот синдикат го постигнато е тоа што успеавме да обезбедиме регрес ka 15. Пушко нема просветните работници, успеавме ние нашата организација да преку притисок да подпише општ колективен договор и обезбедивме јубилејна награда. Тоа е награда на 10, 20, 30, 40 години непрекината работа што се добива. Имаме премногу барања кои што не сме ги добиле, кои што ни недостасуваат во колективните договори. Кои се тие барања? Па барања имаме да се плаќа преку време на работа, односно зголемена обемна работа. 21, 22, 23, 24, 28 час, ако има некои повеќе часови да му бидат платени. Не да ги работи за без пари или под притисок да ги прави затоа што не може да најде наставник. Ние до душа ги спречуваме колегите, ги штитиме од притисоци, не ги држат ако надвор од фондот, ама кога ќе бидат платени, ако те заложи работодавецот, ти ги плати повеќе и ќе си ги сработиш. И тоа е ферски, значи да биде платено. После тоа пак мора да им се плати на просветните работници. Армија и полиција имаат организиран превоз, ние имаме училишта во рурални средини кај што колегите патуваат по 40-50 км во планина, немаат превоз, плаќаат пола плата, тоа е нашето основно барање исто. Да има организиран превоз или патни трошоци да бидат исплатени, да има повисок додаток за одделенско раководство, да имаме додатоци, надоместоци за новороденче, за не да може смртна член на семејство, нешто што го имаат сите. Да имаме додаток за степен на образование. Значи магистар, доктор на науки, нешто што е некој што е специализиран во дадена област, да има одредени додатоци затоа што се посветил на образованието. Тоа го има во некои сфери во образование, нема додаток за образование. Значи малце
безобразно тоа што во состојбата во која што се наоѓаме, затоа што некои сфери успеале да се изборат, но тоа е повторно поради, како ќе кажам, незаинтересираност на владините синдикати да секогаш бидат блиски со власта, да не бараат ништо, да ги одржува вештачки во сила, колегите да не може да се отчленат, да ги оценуваат за да се зачнат, така не се добиваат работнички права. Работнички права се добиваат со цврст став, со притисок кон државните органи, но паралелно дека се прави притисок на државните органи, на членовите да бидат дисциплинирани и да им се укаже за одговорностите. Значи правата и одговорностите заедно. Ние како независен синдикат сме единствен кој што паралелно дека збори за права, збори за обврски. Значи ние имаме ситуација кога има синдикати као не се замарете што ќе работите, плата ако дадат, значи ние велиме на колегите. Ние мораме да протестираме, мораме да се бориме, но мораме да си ги завршиме работничките права. Да бидеме присутни на часови, да бидеме максимално посветени да ги, значи тие два правци. Зашто? Затоа што кога ќе окренатме гласот, кога ќе искочиме на протести, а сме организација која што има најмногу протести организирано, да нема зашто да ни се фатат, а и да бидеме пример. Да кажат овие најдобриве наставници, тие и си најгласни, затоа што добро си работата и сакате добро да им биде платено. Ете, тие два насоки на кои што движиме, значи ние правиме обуки на колегите за правата и за обврските. Значи, освен правата и обврските мора да бидат спомнати. Тука, тоа сме го научили од нашите колеги синдикалци од Западот, затоа што заедно да тие работи. Ако ние ги учиме колегите на обврските, се зголема продуктивноста. И факт е дека колку повеќе расте независниот синдикат се зголема продуктивноста во секторот образование, затоа што ние тестуваме и на колегите сме се секој време без разлика да им кажеме за обврските што ги имаат. Тоа за жал не го прават сите синдикати. И тука имаме проблем сериозен затоа што битно е бројката да стои, да легне членарината, друго не е битно. Има колеги кои што сме влели во конфронтации кога се им кажале за обврските кои што ги имаат. Ама зашто му сум должен се го прешал законски. Така да ние сме спремни и без разлика не да тактизираме, да им кажуваме само на колегите само тоа што сакаат да слушнат како политичари, не. Ке ми кажуваме и правата, и обврските, и сега не се бориме. Ако има некои обврски кои што не се соодветни, така се бориме за нив. Очекувате ли исполнување на овие барања кои што ги споменавте во блиски днина? Па се зависи од тоа колку побрзо ќе се охрабрат колегите, колку побрзо независниот синдикат ќе стане репрезентативен и најбројен синдикат во секторот образование. Тоа е клучно. По постигнување на таа бројка, немам ни грам сомнеш дека ќе имаме пречка да ги постигнеме тие работи, многу лесно ќе ги постигнеме, затоа што во суштина ние бараме права кои што останати сектори ги имаат веќе 20 години. Не верувам дека кога независниот синдикат за образование и наука ќе стане најголема сила во секторот образование, дека ќе има политичар што ќе рече не треба да им го дајаме на просветните работници она што сите други го имаат пред 20 години. Нема да има таков човек. А ако има, ние жестоко ќе се спротивставиме. Затоа што аргументите се на наша страна, фактите се на наша страна, на крајот на денот образованието треба да биде првенец во квалитетот на работнички права, не да биде на опашката, последен со колективен договор стар 17 години со застарени работнички права, со спогодби со кои што не се почитуваат колективните договори, такво нешто нема да дозволиме. Значи наша цел е од последни на листата за работнички права, и стварно сме последни, не е сега да зборам ја дека за да дискредитирам некој, нема да сретнете никој, сите имаат сменето колективни договори. Полиција во последниве 17 години го смениле 6 пати колективниот договор. Армија го смениле 5-6 пати. Култура 2-3 пати. Здравство неколку пати го имаат менува на колективниот договор. Само кај на 17 години не сменет колективниот договор. И па се земете телефон стар 17 години користите, ќе биде функционален, ќе биде добар. Нема да биде добар, си го надминал времето. Тука е проблемот кај нас. Негрижа од синдикати, од државни институции кон работничките права, затоа имаме неквалитетно образование и затоа сме во оваа мисија, која што сум свесен дека е тешка, затоа што пак ќе кажам, не се бориме ние само против делот колеги организирани во владини синдикати, се бориме против политички партии, се бориме со многу ученители кои што можеби не сакаат, туку немаат интерес во моментот да бидат тие кои што ќе се откажат од одредени привилегии за да го направат системот. Ја не велам дека кога ќе успееме ние да направиме нормален систем на департизација, ќе кренат да се сите политички партии, само што работава е кој да се откаже прв. Тука ќе мора независниот синдикат тоа да го среди. Ќе мора преку притисок, преку организирање на колегите, затоа што не очекувам дека ќе се појави
политичка партија која што во моментот кога ги има сите инструменти дека ќе рече луѓе, јас ова го можам, ова го прават сите пред мене, ама јас ќе се откажам од влијание, не верувам. Тај бил најсреќен да не сум право и да не изненади некој, ама за ова прашање сум песимисти, сум убеден дека само ние би можеле тоа да го постигнеме. Организирани или некоја друга организација утре независен синдикат ако се појави како нашиот, па заедно да настапиме. Затоа што многу интересна работа на сите колеги велам дека им го покажувам примерот од Србија. Например, од Србија има 40 кусур синдикати. Значи, не е поентата сите да бидат во еден синдикат. Поентата е сите да бидат у синдикатот во кој што веруваат и се активни во тој синдикат. Тоа има 40 синдикати, има 40 синдикати сите стуваат. Некој се по накај владата влечат, некој влечат накај опозицијата, најголем дел како нас се независни синдикати. Немаат никаква блискост, ама меѓу себе се конкуренција, меѓу себе. Кога се заедно, ако некој проба да забере, ќе го изедат другите синдикати. И затоа кај нас тоа недостасува, затоа што независниот синдикат од прилика има околу 10%, другиот синдикат има околу прилика според мои информации 37-8%. Огромен број на колеги што не се членови на синдикат. Се разочарале од некој синдикат, не сме многу синдикати, ние се разочарале и сега настапувале сите си исти дека не им треба синдикално делување и токму ради таа работа ние сме на опашката од работничките права, затоа што полицајецот, докторот, вработеното култура, сите се членови на синдикати. Полиција имаат 5-6, армија имаат 5-6 синдикати, култура имаат неколку синдикати, здравство имаат неколку синдикати, култура имаат еден квалитетен синдикат. Значи сите си го нашле со момент. Нема прогрес у работнички права, не, работникот кој што ќе одлучи да не биде член на синдикат, ја нема да речам сега мораш да бидеш член на независен синдикат. Не, можеш да бидеш член на синдикат. У кој синдикат сам избери си. Затоа што со 5 души се формира синдикат. Што го спречува оној работник што вели ја не верувам у независниот синдикат, не верувам у другиот синдикат. Што го спречува 5 души да соберат да формираат синдикат? Па нас ќе ни помогнат. Замислите сега да има моментот 10 синдикати како нашиот. Па ние ќе револуција ќе крене. Мислам ќе револуција мислам во стилот на промена на работничките права, ренесанса ќе доживееме. Сите ќе бидат активни у политички во синдикати ќе бидат сите активни, сите ќе бидат активни во борбата за работнички права и така ќе постигнеме ние. Значи, работникот кој што одлучил да не биде дел од синдикат, тој не е свесен, ама ние ќе му повториме јавно, тој одлучил дека ги прифаќа сите услови што му ги дава работодавачот и прифаќа сите услови, крева рака се предава и вели што ќе ми даете тоа е, што ќе ми сервирате, како у ресторан да отиде у менза некој и што има за да ти јади. Работникот што не е у синдикат, тоа е. Може да се буни колку сака, ама сам ја прифатил така да биде. Така да, тука имаме проблем ние дека сватат голем број работниците. Они синдикатите им се криваме, не ќе учествуваат во синдикати и такви работници се шалува Македонија. Рековте и дека 17 години немало никакви измени во колективниот договор. Се предвидуваат ли некакви измени во блиски иднина? Па 5 години го најавуваат. Ние како независен синдикат за образование и наука не учествуваме во тој процес, уште немаме бройката за репрезентативност. Нашниот план кој ќе станеме репрезентативни да поднесеме колективен договор, ако го прифатат супер ќе ги фалиме без разлика која политичка власт е. Ќе преговараме 6 месеци, немаше повеќе 6 месеци се преговара. Дури 6 месеци мислам дека се многу. После тоа се крена штрајк, нема каде. Значи излегуваат двете страни, јавно, пред јавноста, излага синдикалниот представник и вели бараме ова. Излегува од другата страна министер за образование, вели ова не можам да ви дам, ова не треба, вака не треба. Се сослушуваат фактите, се сервираат на работниците одлучуваат. Управа е министерот, управа е синдикалниот представник. Ако смета дека министерот не е право, дека е право синдикалниот представник, идеме на штрајк, немаше тука да 5 години преговараат. Значи 17 години е стар колективниот договор, а 5 години активно викаат утре ќе биде, сега ќе биде, утре ќе биде. Тоа е класична негрижа. Основна работа на синдикат е да создаде голема бројка и да направи колективен договор. И се ти ако таа дејност не можеш да извршиш, тогаш зашто постојат синдикатите? Тогаш не гледам никаква поента да постојат синдикатите. Основна круна на синдикатот е да ги штити работниците да подпишат колективен договор. Ти ако не подпишеш колективните договори, ако 18 години си заборил да подпишеш колективен договор, тогаш имаме сериозен проблем, имаме во синдикално делување. Ние имаме сериозен проблем кај колегите што дозволуваат така. Ја ако ќе речам синдикат е група од работници, не е тоа поединец. Значи ја ова сега што го зборам. Јас го зборам како избран синдикален представник
во име на колегите. И сега тоа ако не им се свиѓа, они имаат одговорност на првата наредна седница на Советот на независниот синдикат за образование да ме сменат. Ако они сметаат дека не ги представувам убаво, дека не знам, зборам нешто што не треба, не работам кој што треба, они имаат обврска. Не може членови на синдикат да го критикуваат синдикалниот лидер и да не презимаат ништо. И он да си ги води, они падаат јутат и да зборат. Ние тука имаме проблем во. Затоа што не е синдикалното делување не е политика, па на 4 години избираме, па сега ги чекаме, па за кога ги избираме. Синдикалното делување денес и член у секое време имаш право да покренеш иницијатива, да се отчлениш од синдикатот, да се зачлениш од синдикатот, да побараш да се смени статут, да смени синдикален представник. Имаме одговорност и ние со неделување и со нечинење, ние сме соучесници. Ако не го преземеме тоа. Така да тука имаме ние оштетена синдикална култура, оштетена синдикална свест во секторот образование. Нешто што во другите сфери не е до тој степен. Значи, во другите сфери, во армијата ќе земам, знаете колку синдикати имаат згаснато? Почиња синдикат, гледаат дека тера на друга страна, гледаат дека врхушка да не може да сменат, го напуштат синдикатот, нов прават, трет прават, четврти прават, пети прават. Значи, ностоп се проактивни и знаат дека мора да имаат синдикат. Кај нас во секторот образование тоа штетено и ќе ни треба многу време да го обновиме, но ќе успееме. За крај што би им порачале на просветните работници? На просветните работници ќе им порачам соведна работа, не се плашат, да не бидат активни во политичките партии, да се борат со нас или да формираат други нормални синдикати заедно да се бориме. Тоа е единствениот клjuč, тоа е единствениот начин, затоа што кога ќутиме сме соучесници на она што се случува. Ви благодарам на гостувањето. По секој време. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав!